Господине Спасовски, со тоа што ќе обвинувате и ќе ви се смеат сите овдека, човек за нешто што е спротивно од тоа што вие го обвинувате, тоа не ве прави да бидете толку смешен, кога што ве прави да бидете толку многу жален. И кога некој ќе ви го определи карактерот согласно тоа што вие го прикажувате, не е намалување на дигнитетот на овој законодавен дом, туку е кажување на вистината во овој законодавен дом. Вистината, господине Спасовски, со тоа што ќе манипулирате цело време, нема да избегне од фактот дека за Крмзов и за увозот ништо не одговоривте. Нема да ви го избрише фактот дека во оваа држава под договор деловна тајна или државна тајна, како го креиравте, ние не знаевме од каде купуваме, по колку пари купуваме, колку кошта јагневот, колку кошта транспортот. Затоа денеска определени медиуми ви прават прилози, каде што за дупло сте ја качиле цената на производство во ЕСМ, во ваше време. И ви имате дупла одговорност. Требало тоа да го спречите, како министер за вътрешни работи, и требало дека да се побуните заради тоа што пола од капиталните инвестиции кои што ги прикажувавте во буџетот, одеа како суви пари во ЕСМ. Собиравте од народот средства и ги дававте во ЕСМ за да имате дупло поскапо производство на струја и да ги крадете тие пари. И тоа ќе се докаже, господине Спасовски. Ама требало вие да го докажете. За 7 години порано тоа се докаже, а не сега се докажува. И навредите лични код мене не прават ништо за што треба да се промени. Напротив, понатаму, зборувате за недомакинско трошење. Кога планирате на оваа говорница да излезете и да кажете дека заради вашите лични хирови, како министер за вътрешни работи, сте бркале или преместувале луѓе од МВР, да не ви ги гледаат очи околу вас, тие луѓе тужеле и на крајот на денот добиле 3, 4, 5 години оделе по судови, имале уништени животи дел од нив е 21 со први врзувале, бидејќи кога добиете отказ не добивате плата додека трае судскиот процес, и потоа тие ваши хирови, овие граѓани ги чинат 20 милиони евра. На вас лично и на вашите другарчиња во владата, кои што денес сте пратеници и ги нема, еден ден доаѓаат, прават тука драма и потоа никаде ги нема. Затоа треба да излезете да кажете. И да се извините на македонската јавност, бидејќи од поранешен министер за вътрешни работи со стаж подолг од Ранкович на Југославија се очекува прво да се извини за тоа што го правил, за тоа што го потрошил, да си побара лична одговорност, па тогаш да зборуваме кој го руши, а кој придонесува за кредибилитетот на ова собрание.